Вработен во Државниот Тетовски универзитет, вчера попладне пријавил во секторот за внатрешни работи Тетово декадента околу 14 часот. 24 годишен студент од Скопска Копаница доставил уверение за добивање диплома на филолошкиот факултет, но со сомнителна веродостојност. Откако провериле во факултетската евиденција, службите на универзитетот утврдиле дека уверението не било заведено под тој број и дека најверојатно станува збор за фалсификуван документ, па веднаш го пријавиле случајот. Поради сомнение дека се инволвирани во случајот, заедно со студентот приведени се уште 4 други лица и задржани во полициската станица Тетово. Уверението е одземено и ќе се вештачи. Нешто подоцна во консултација со јавен обвинител, сите лица се пуштени, а секторот за внатрешни работи Тетово презема мерки и активности за целосно расветлување на поединостите поврзани со овој случај, пошто ќе следуваат соодветни поднесоци. Синоќ околу 23 часот, додека со својата сопруга и малолетното дете се движел по улицата ЈНА во близината на крстосницата со улицата Браќа Ѓиновски во Гостивар, 28 годишен гостиварец бил вербално нападнат и навредуван од 50 годишен сограѓанин. Ги однесол најблиските дома и се вратил да го праша зошто го направил тоа, а со него дошла и мајка му. Тогаш 50 годишникот ја нападнал неговата мајка, ја соборил, а потоа извадил нож и забавнал кон момчето, но бил спречен од друго лице. Се вмешале уште неколку мина и ги раздвоиле. Напаѓачот бил приведен и задржан во полициската станица Гостивар. По расчистувањето на случајот ќе се соочи со соодветен поднесок. Вчера околу 9 часот на автопатот Гостивар Тетово во близината на Мазрачки мост, патничко возило Мерцедес со охридски таблици, што го управувал 25 годишен охриѓанец, загубило контрола, излетало од коловозот и завршило во околните ниви. Од излетувањето возачот задобил повреди, пренесен е во Гостиварската болница и по укажаната помош пуштен е дома. Извршени увити се утврдуваат причините за излетувањето. Првично, тоа е неприлагодената брзина. Материјалната штета се проценува на околу 150.000 денари.